Здраво, криптореволуција. Јас извинувам до сите. Немаше можда едни добри 2 недели кога решив да направам пауза. Знаете, случи се големата трагедија. И најискрено, јас сум роден во Кочани. Цел живот што се вика сум живеел таму. Освен овие 12, да не речем авантуристички години надвор од Македонија, иселен. Така да не ми беше баш да снимам за крипто, додека Кочани и Македонија има ударена таква трагедија. Трагедија која што лесно можеше да се избегне, али ќе филозофираме на таа тема. Мобето е никош да не се повторе. И смрт не постоje. Секој се раѓа повторно, ја тоа многу давно сум го кажал, али крипто каналот не е за таа тема. Сакам едно кратко видео, пошто многу луѓе мислам не го познаваат Иван и нормално е. На почетокот знаеш бев луто, но кој ќе нон-стоп ме прашат, али Македонија сепак и не е толку мала. Има луѓе што никош не се били укочени и не го познаваат Иван едноставно, не пратат ништо или дел од нив па сакат да се направат интересни само да пратат порака за да се најдат у мобет. Иначе да, сапорт Кочани комплетно ја поддржувам. Ја и објавив и кај мене на Дзидо и кажи го и у криптореволуција. Значи ово е една екипа на дечки кои што се страшни воини и многу голема почит имам спрема нив. Тоа се дечки, ако не се лажам, од сите возрасти и плюс и додатно луѓе што доаѓаат да и достават нешто, да и донесат, да и дадат и поддршка. Че поздрав и до сите тие. И да, јас кажав луѓе комплетно поддршка. Многу луѓе ме прашаа што ја од Америка нешто не организирам. Другари, јас сум човек во Америка дојден со бизнис виза, не сум амерички граѓанин. Не можам да направам GoFundMe, затоа што го направам, после нема да може да ги извлечам тие пари. Процедура е. Друго, немам ниту амерички пасош, немам ниту македонски пасош, значи мојот пасош истече некај си 7 години. Јас си натам, нели, сега не е за политика да збореме, ама знаете името кого сме ние. Немам вадено пасош, што значи дел без тие два пасоша ја не можам ни да се регистрирам ни на други берзи. Имам америчка возачки ID што ме следуваат, нели, со таа бизнис виза што сум дојден за да се движам од точка А до точка Б. Можел сум да извадам пасош, не е тоа таа тема за ово што сакам да кажем, ово е да одговорам на сите тие пораки што ја нешто не направам. Чи ја правам тоа што го правам. Таа, например, дигитална армија и тие информации што се ги добиле у некоја, може никош нема да се дознаат, ама може да и у некоја далечна историја ќе се спомнат. Не секој се боре на ист начин. Јас сум се борил овие 12 години да креирам дигитална армија, која што таа армија е дојдела до доволни средства за да може и они утре да помогнат на други. Трето и инспирација сум даделе фала на сите кои што, нели, родители и тинеџери ми пишаа, ми дадеа доволно информации за да се оставаме на слика. Не е овај канал, ја на мојот зид на Facebook, еве до новите членови, Даниел Гуштеров на Facebook. Само не го покажав, многу луѓе не ми го знаат на мене уствари. Само 2 секунди. Исклучив за кратко за тоа што многу луѓе ми пишуваат пораки, па нешто да не се пишале текст, мислам неугодно е за да се види. Иначе Даниел Гуштеров ми е самиот Facebook. Ово ми е криптореволуција групата, имам уште една група за мистерии. Колку и да пробам да исклучувам, многу луѓе ми праќаат пораки. Добро што се повеќе voice. Оваа групата е мистерии, тука најчесто, нели, може да ме најдете со објави. А иначе full support давам на тие работи, не ги рекламирам, туку едноставно ги покажав затоа што
многу луѓе од новите ме прашуваат која ти е криптореволуција, мислам која ти е групата, дека најчесто објавуваш. Нели оти на Инстаграм јас ставам стори, ама неам некои слики со крипто, што многу луѓе се чудат. Например, многу луѓе од кај Иван сега како Иван ме тагира ме имат најдено. И нели со ово што го направивме со Славчо што го пративме. Мислам Славчо што отиде да помогне за да се креира и за крипто да има донации, иако иде нели потешко тие сепак родителите сега се у шок. И додека да креира такви волети, додека го научат тај процес, многу е потешко. Јас затоа и не направив за крипто донации, затоа што Иван многу добро каже, он не сака да има допир со тие пари, тие средства или тоа крипто што ќе легне, например stablecoin USDC, USDT или крипто што ќе легне на сметка, не ќе да има допир, исто и јас, нели, затоа не. Ке мене имаше еден дечко што фала му што организира, ама он од Германија си отиде у Кочани и имаше адреси за USDC и USDT. И после он планираше да ги однесе на тие што треба или кај Иван, не се сеќавам како беше, да ги донира, па од тамо да ги префрлат, ама многу слабо. Многу слабо е кај нас на канало он што го направи, тоа е многу слабо. Луѓето едноставно не го знаат дечкото и сите ме терат ја да креирам. Ја не може да креирам, јас сум во Америка. Не сум тамо на терен за да бе креирал. Така да Славчо се реке праќа војс. Гледај колку е досаден Facebook, брат, не Славчо, од Facebook. Значи ставаш го тука од десно и гледај упорно се појавува, брат. Значи Facebook е многу нападен, брат. Али како е да е. Мобет, чекај да не излезе некои пораки на луѓе што пишуваат. Значи мобето е доста луѓе не веруваат овие работи, нели, од уиднина там се донирало, вам не се завршувале работите, мислам, не се завршувале средствата дека треба. А иначе јас се извинувам, многу луѓе ме прашаат дали сум болен, не сум болен, ја никош не сум бил болен. Гласот ми е на тај начин малку зарипнат, затоа што на телефон бев 7 дена без престан и мислам на телефон кога ги речем зборам за voice, знаете дека ретко текстам. И просто ми се гласо ми се уништи. Али како е да ќе се коригирам, ќе се оправам. Значи дефинитивно го поддржувам Иван и тај тим. Значи разгледајте ја страната, можете, имате и видео, тоа ми снима видео, има го кај мене на криптореволуција видеото. Значи донират се пари тука, може и од Македонија, и од Европа, и од Америка, цел свет. И секој е чест на тимо, ово е ремек дело. Сега не ќам тука да споредам кој е подобар држава или они. Тоа ќе си покаже времето, али јас на нив давам многу поголема поддршка за тоа што оваа екипа луѓе растури. Оваа екипа ова е историја, значи никош нема да бидат заборавени. Че барем ја додека сум жив ќе се трудам никош да не бидат заборавени и едва чекам да ги запознавам тие дечки што работат со Иван. Секој чест. Многу луѓе тука, брат, знаеш таа политичка партија, ова и мене уопште не ме интересира. Од која политичка партија се, значи тие дечки ги фрлија политичките партии, покажаа на слога у ваков трагичен, за жал, нели, трагичен. Јас се надевам дека иднина и ќе останат да се дружат и да креират и за позитивни работи. Значи дечките едва чекам кога ќе заврши булмаркето и да идам у Македонија да ги запознавам. Таква екипа на Македонија и требаше. Замислете си само, сега некам да улавам политика, таква екипа, например, да ни воде други сектори. Замислете си, луѓе, колку понапредна ќе е Македонија, отколку тие сега некам да упаѓам, нели, канало не ми е за политика, ама наместо тие диносауруси или фосили кои што направија да дојде до овоа, тие политичари, али како е да е, ние таа дигитална армија е изродена, јас го кажав, ја го предвидев ово пред 12 години, дека тај интернет на службите ќе исуде од главата, колку и да сака да не контролират тај интернет и тие компјутери, и тие апликации, програми и вечка интелигенција ќе не сближи уште повише
и ќе не направи уште подобро да работиме заедно, поради тоа што таа дигитална армија за жал се изроди у трагедија, али у крипто свето ние имаме 12 години стара дигитална армија, која што еден ден кога ќе начека добар бул маркет, кога ќе кешира, значи кога има многу повише пари, сега и да ги страда се борат против корупција и против се, утре кога ќе направат пари, кога ќе уложат у бизниси, у имот за пари што се биле под стрес, што се научиле технологии, што се помачиле за нив, и кога ќе научат, кога ќе некој ги ударе по таа, да речеме, 4 години страпливост на 3 години bear market и 1 година bull market, кога ќе ги ударе по таа страпливост, многу пожестоко ќе се го бранат тоа. Многу пожестоко ќе се го бранат тоа спечалено, отколку сега парите од мама и од тато и од баба и од дедо. Таа армија е родена, другари. Има и телефонски броеви за итни случаеви. Ако нешто некој не може да ги контактира, може слободно ми пише порака. Така да, еве, ќе забравев овој на Инстаграм. Значи, ја ќе ги ставам линковите доле под видеото. Значи, под секој видео, најдоле, еве, да речеме, под секој видео, еве, тука, најдоле, тај дел, тука ќе идете на повеќе и тука ќе ги постирам тие линкови, што директно ќе ве одведат до да речеме, до самата страна на сапорт ќе ставам и ќе ставам нивниот Инстаграм профил. И чека, он има и на Фейсбук, ако не се лажам. И на Фейсбук има, да. А ово е на Иван Ивановски профило на YouTube. Луѓе може да го додадете. Има доста работи јас сум кажал од овај човек што може да научите. Гледате како што гледам, еден месец не е ништо снимал за неговиот канал, што комплетно е посветен на ово што се случи у Кочани. Луѓе, не бидете севични, subscribe, разгледајте, многу информации има овај дечко, дадете поддршка, споделете ги сите овие работи. Луѓе, борбата не е завршена. Борбата не е завршена и овие луѓе што се повредени, колку се там 197, на тие луѓе, без разлика колку се критично, колку не се, значи на тие луѓе ќе треба огромна поддршка, другари, значи луѓе што се пострадале у пожар, без разлика на степено на повреди, ќе треба многу пари за рехабилитација и на нив и на нивните фамилии. Тоа државата колку планира да помогне, не ќе мдулаам, каналот не е за политика, али ние и требаме, другари. Концентрирајте се, гледајте што повише може да помогнете. Прави на овај начин, после кога ќе тие фамилии, кога ќе тие фамилии ги разработат тие, да речеме, еви сите ако гледат роднини на тие фамилии што се повредените, луѓе излезете у пресред, креирајте и Phantom Wallet, имате видео кај мене групата од Славчо. Ќе оставам, јас се баш забрав Кингот да го отворам на неговиот канал, ќе го ставам и него видеото под линкот, ќе го ставам под моето видео. Луѓе, гледајте тие што се повеќе разбират од крипто, да ги отворите на тие фамилии, да ги помогнете да креират Phantom Wallet и кога ќе има bull market да може и да се донира и да ги помогнеме на тие фамилии. Чао!